Исмет, ти беше еден од тие кои што го блокираа влезот кога дојде единицата евро. Не, јас бев еден од студентите кои денеска се бореше за правда и слобода и за спречување на нелегитимните избори. Цел свет се смее, цел свет вида што денеска се случи на универзитетот Кирил и Методи, кој е најстариот универзитет. Ние сакавме да го спречиме ова лудило. 12 сати се боревме против цел систем на нелегитимности кој денеска се случува во Скопје. Значи беа носени луѓе од други градови, беа носени луѓе од партија да гласаат што не се ни беа носени средношколци, но првот на се беше влетувањето на единицата за брзо распоредување и која едноставно не изнесе од Фуким која што е представништво на сите студенти. Ние седевме со кренати раце и никаков отпор не пуживме кон полициските службеници. Тие едноставно добија наредба и не изнесоа. Значи не можам да кажам дека брутално, ама дека употребија прекумерна сила, да. Дали некој беше повреден за време на... Беа повредени денеска наши колешки на кампусот кога дојде до туркање, односно на кражба на изборните кутии заради кој беше нашето присуство тука. Значи изборните кутии се украдоа, да беа донесени тука, представниците на Спуком се затворија внатре, повикаа единица за брзо распоредување која влезе и значи е дел, нема бегање утре, дел е од нелегитимните избори, односно спроведувањето на нелегитимните избори. Сите знаеме, цел свет виде, ова е веќе врвот на лудилото во кое запаѓа нашето општество, односно нашата држава. Полициските службеници употребија сила и тргнаа против деца од 19 години заради што? Заради спроведување на нелегитимни избори. Ова ќе се збори уште многу и за ова ќе зборат идните генерации. Повикувам македонскиот народ да остане буден и да следи ситуацијата што се случува, бидејќи ова на секого утре може овакво лудо општество каде што живееме да му се случи.